Подобрување на инфраструктурата и инсталирање на нова машина за производство на цигари се новостите кај тутунски комбинат од Прилеп. Градежните зафати беа дел од стратегијата за подобрување на ефикасноста на фабриката за производство на цигари. Исполнети се највисоките стандарди за квалитет според критериуми на глобалниот гигант во производството на цигари Филип Морис, што возможи почеток на производство на најбрзо растечките брендови од фамилијата на Малборо и Честерфилд. Компанијата во изминатиот период интензивно се трансформираше во ефикасна и модерна фабрика за производство на цигари во земјава. Стратешкото партнерство на тутунски комбинат Прилеп со Филип Морис значително придонесе во менувањето на тутунската индустрија во земјата и враќање на тутунски комбинат од Прилеп на некогашните позиции, како компанија која има значителен позитивен придонес во македонската економија. Оваа модернизација е очекуван чекор. Последниот период сте сведоци на промени во тутунски комбинат Прилеп во позитивна насока. За прв пат од кога изградена фабриката се изврши реновирање на производствената хала со површина од над 5000 метри квадратни, во која веќе одредено време тече процесот на модернизација на производството. Обезбеден е и сигурен пласман на тутунот кој го откупуваме од нашите кооперанти од претходната реколта. Инсталирана е нова машина за производство на цигари со потенок прогресивен формат, така наречен 7.0 формат, што возможи во изминатиот период да почне да се произведува Честерфилд 7.0 и да се започне со производство на Малборо 7.0, како најбрзо растечки формати на македонскиот пазар во моментов. По неколку децениски проблеми со помош на Филип Морис, кој ни дава секојдневна поддршка во обновување на машините, подобрување на стандардите и процедурите, унапредување на квалитетот и модернизација на производството, тутунски комбинат станува ефикасна фабрика на задоволство на Прилеп и Македонија, вели генералниот директор на тутунски комбинат Прилеп Кирил Станковски во изјавата за PR агенцијата која е задолжена за компанискиот маркетинг.